Изминатите неколку изборни циклуси, како своевидна практика, се провлекуваа исти или слични имиња на пратеничките или советничките листи, што предизвикуваа недоумици кај гласачкиот корпус. Деновиве на една од листите за идни парламентарци, како кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија, се појави името и презимето на Лилјана Арсова од Кочани. За кочанската јавност, првата асоциација што ја предизвикуваат овие податоци е на членот на Советот на општина Кочани. Моментот што е различен е политичката опција што таа ја застапува во Кочанскиот совет, Социјалдемократскиот сојуз. Според советничката Лилјана Арсова, станува збор за лице со исто име и презиме, како нејзиното, но таа ниту ја променила опцијата што ја застапува, ниту била заинтересирана да биде на листата за пратеници. Дали е случајно совпаѓањето или има некоја друга позадина, ќе покаже времето, вели Арсова. Кандидатката за пратеник од Кочани со исто име и презиме пред пошироката јавност досега немала професионален и политички профил. Дали обидот за влез во парламентот ќе и го возможи тоа, ќе покажат изборните резултати. Практиката да се нудат имиња на кандидати што се слични со оние на веќе познати ликови од домашната политичка сцена започна пред неколку изборни циклуси. Тогаш партија со слична одредница во името започна на своите листи да вметнува кандидати чиј идентитет, иако непознат за пошироката јавност, според имињата и презимињата потсетуваа на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз, поради што социјалдемократите реагираат дека им се одземаат дел од гласовите.